5 години од нашето членство во НАТО, од најголемиот политички успех од независноста до денес, кога Зоран Заев храбро и одлучно не поведе кон членство и стандардизација на Македонија. За среќа, овој наш лидер, кој беше навистина инспиративен, не успеа, немаше доволно време за време на своето владење да го среди системот. Мораше само геополитички да не интегрира, немаше време да го среди системот, па остана ваков брутален, а сега еве гледаме се врати режимот на ВМРО ДПМН, кој на отстрел става млади, просперитетни, интелигентни и храбри луѓе како Јон Фрчковски преку своите медиумски и социјал-медиумски платеници. Инсталации. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Лјупчо Златев. Со мене ово утро е Драган Милосавлевич. Добро утро, Драган. Добро утро, Златев, добро утро на сите наши почитувани слушатели, гледачи, пријатели, добромерници и тие што тоа не се. Тераме емисија која што ќе се обде да разјасни некои работи. Утринава со нас во студиото една дама на наше големо задоволство, атлетичарка, спортист, шампион, автор и интересно поранешен кандидат за градоначалник на општина Аеродром и поранешен председател на АФЖ. Весна Кирачиева. Добро утро. АФЖ, а што значи АФЖ уствари? Антифашистички фронт на жените. На жените. Во време на комунизмот АФЖ играл сериозна улога од партизанки. од партизанките, да. За малку А сега АФЖ е во склоп на левица, така? Па јас не би сакала да им ја давам таа чест привилегија, бидејќи веќе сите жени напуштија. Таму не знам како ќе ги Добро составуваат се АФЖ без жени. Ама си го АФЖ искористија, без жени. го злоупотребија на Машко АФЖ. Да, машко АФЖ. Да, мислам дека следниот председател на АФЖ ќе биде некој од председателството во машки род. Само може би ќе се чувствува и како жена. Намерно го кажувам овој случај со Кочани покажа огромни системски дефекти, почнаа независни, непристрасни, објективни, како да кажам, издржани критики, протести од страна на млади луѓе и веднаш уште одма бруталниот, ригидниот режим се пресметува со нив. Вчера ете пуштиле слика од младиот Јон Фрчковски, а на никој да му текне дека всушност не е тој крив, нели што конзумира бели прашкасти материи, туку крив е системот. Системот го кочи. Не е Јон Фрчковски крив што е наркоман, системот е крив што Јон е наркоман. Доколку полицијата си ја вршила работата, ке немало што да шмрка. Сметам дека кој е следен ова здружение треба да бара оставка од Панче Тошковски за шмркањето на малиот Фрчко. Доста интересен Пристап, господин па Златев. системски е ова. Систем... Весна, дали вие ги гледате дефектите во системот? Да, ако ги стопирале уште, веројатно били увезени, од каде били увезени. Да, Кој ги Македонија пуштил? не расти Ја колку што кека. знам, да. Така Имаат ли што сертификат за увоз? Сертификат за Царина увоз. платена ли е? шлеперите Значи- кои ги пуштил на граница. Да, Тошковски да види да се преиспита оваа ситуација, дали има негова вина во ова. Одговорност у МВР кој контролира тоа таму. Кај се парите? Една бела линија на маса има цела генеза таму ако треба да се апси. Не може. Што е он крив што има 2,5 до душа бели линии. Толку се гледа 2,5? 2,5 бели линии, да. Но навистина не ми е јасно како. Весна, извини, кога сме кај другирањето, имаше такви тенденции во вашата поранешна политичка партија? Вака пред мене, пошто сум веројатно и спортист,
се устручаваа дури и за цигара, така беа културни да не запалат пред мене и да внимаваат. Ете една позитивна страна од таму, ама од вака, од страна од муабети. Така, да. Ајде да не шпекулирам, пошто не било нели пред мене, немам. Добро, фер. Инаку да, вака што слушам и бети од собрание што излегуваат муабети, дека за време на паузите во тоалетите се случува се што. Да. Дали повторно да не шпекулирам, нели тоа ми се непроверени информации, само што сум слушнала. Оваа слика вчера вие не ја гледате од аспект на класната борба. Зошто? Добро. Имаш повеќе ти аспекти. И токму затоа левица не реагира никако на овие тенденции од нивните од сегашен или партнер по улиците во Скопје. Класно ќе видите дека станува збор за еден скромен работник. Тој во една однаква, се замисли, доколку Јон Фрчковски се дрзнеше да шмрка и таа слика беше објавена од некоја луксузна дискотека, од јахта, како шмрка на јахта, на луксузна дискотека, во скап ресторан, во некој кафе бар, со, не знам, во панорамика горе, некој така убави 3-4 разголени девојки, келнер точа со шампањ. Ова гледа го скромно воспитано дете, си седи во онаа комунистичка никаква канцеларија, во пујки си шмрка. И сега вие на тоали му најдовте разговор, нема никакво расипништво. Не гледате за рапери со златни ланци од позади. Не гледате позади овакво, како се вика, бодигарди, музика, бодигарди, ништото, скромно си седнало детето во една... Може би било на пауза, од каде знаете. Да во своето време си прави што сака човекот. Скромна канцеларија со лаптопче отворено. Значи, зошто вие и постојано да се критикувало и постојано да се вади една негативна енергија кон младите, особено нападот кон овој човек е напад кон еден работник кој не можејќи да ја поднесе класната, како се реката, класната неправда, притисокот на работното место сигурно принуден е да најде материја со која ќе заборави како страда македонскиот работник. Да, јас тука би додал уште една морална висина во целата работа. Човекот не се ободе да се вади, да рече монтирано, лепено, сечено. Да, туку рече веднаш, ми сме мало грешили и еве сега се повлекувам од функцијата директор во некој тамо трето небитен ешалон во СДСМ. Значи не е тоа неби, тоа е директор постојан директно од Филипче, тоа е бре. И второ, тоа говори за неговото достоинство. Тоа зборам. И читаше ли вчера коментарите? Браво, брат. Браво, брат. Браво, брат. Секоја чест, брат. А валда ти е брат. Како не им е срам да вадат вакви глупости за тебе. Значи, неправда бе, брат. За еден епот за еден работник. Мислам дека Кочо Рацин треба да се ревитализира. Значи, како може бе? Што правил? Што? Што има лошо во тоа? Јас мислам дека кога веќе одиме во тој правец, човекот направи правилен чекор, сега би требало според мене малку да се повлече, може да оди во Распјани Скопје или негде да се промува некоја година. И кога ќе се вратат овие на власт, ќе биде уште млад човек, ќе биде околу 55-60 години, не повеќе, и може да оди за амбасадор. Велат на таа плата како можел да си дозволи ваков скап спорт. Па вие сега уште парите му ги броите на човекот. Така е. Па си штедел, бе? Си штедел. Може не плаќа ништо. Може не плаќа ништо друго. Значи, може човекот едноставно не може да гледа што се случува со класните односи во Пуик и вели морам јас ова некако да го заборавам. И пронашao е спас у линiju. Значи и сега вие такви никакви режимски режимот, скромно детенце. Во комунистичка канцеларија никаква. На Пуик, тоа барака е, мислам, Пуик е. Добро, за не ми јасно. Во баракичка си седнало, си се дрогира и вие сега тука проблеми бара. А режимот
се врати официјално сега пред некој ден или режимот трае веќе некој време? Не, од септември е вратен режим. Режимот. Да. Па добро, на режимот Еве, Милош вели тој бил на првата линија на фронтот. Буквално на првата линија на фронтот. Почитувани слушатели, извинете ме што сме вака, но мора да се насмееме во овие тешки моменти во нашата земја, доколку продолжиме со ова, знаете, постојано повторување, постојана дебата околу едно исто прашање, ќе западнеме во една колективна депресија. Така што сватете го ова како еден момент да заборавиме, нели, на она што ни се случи, како што и тој заборавал во дадени моменти. како што и тој заборавал за класните разлики во дадени моменти. Кираџиева, од вашата бивша партија не видовме осуда за ова. Не видовме никаква реакција до душа. На времето знаеа да бидат многу радикални за многу помали работи од типот некој јадел плескавица, и сега наеднаш плескавицата стана грев, ама сега веројатно си се целосно уиграни со оваа екипа, така опозицијски. Јас уште поодамна зборував за нивната неформална коалиција СДС Левица Дуи и веројатно така по таа левичарска линија си терат марксистички. Да, тие и се веројатно се чувствува дека не е нивно да реагираат во ваква ситуација, можеби и ти самиот како што викаш нема што тука да се осудува, човекот едноставно му пукнал филмот, излегол на пауза во своето време што сака слободно може да прави, нема тука што да се критикува. Апсолутно, има и уште една многу поважна димензија во целата оваа работа. Зошто сега се објавува? Зашто сега точно Зошто сака било да направат сега? некој дефокус, тоа некој е. се Сигурно труди да сака прави направи дефокус. Да, пошто За да- ние не сме доволно свесни за ситуацијата и многу лесно може да не дефокусираат со Јон. со Јон. Да, готово се заборавивме на целата мака тага. Токму така. Вели Бранко Конески, вие сте на врвот на глупоста, точно. Точно имаме разбирање за тебе, Бранко, и благодариме што не гледаш и слушаш во овие моменти додека ние се Имам занимаваме 5 mutual friends со Бранко, он има горе на ковер му е СДСМ, поздрав Бранко. А во mutual friend ни се и поздрави го Јон. еден од нашите четворица, 5 уствари заеднички пријатели на Facebook ми е Велија Рамковски. Ау. Заборавили сме тог човека. Дали Може треба да го викнеме, драче. Да. Вадеше некои многу интересни карти ако ти текнува, многу интересни За лебот. графикони, дека он може да направи. Лебот колку да биде? 32 денара или Помалку, 12? море, помалку, 17 денара век на леб да биде. Мислам дека пред изборите се најавуваше дека ќе прави нека нова партија. И најавуваше голема победа, ама остана тоа, за жал не е остварено. Што знам, меѓутоа ајде да се вратиме на да дадеме на овој збор на Да се нашата договорите гостинка. интерно за следните гости. Да, ќе дојде, се разбира човекот, сигурен сум. Кираџиева, спомнавте нешто што да, во новинарските кругови исто така е расширена таа една уверување, речиси, дека постои некоја неформална коалиција, меѓутоа вие како човек што како дама која што била дел од таа приказна и добро ги знаете тие внатрешни околности, вака кога ќе кажете ова лично апаса што се вели, дека има една неформална коалиција на три партии кои што во основа би требало да се природно блиски заради некоја идеологија, а всушност се диаметрално различни, помалку збунува. Бидејќи кај нив идеологија Прашувавте од кај му се парите, еве има добра теорија Живанка, вели си скенирал фискални сметки. по 2100, по 2100 се собираат парите. Грамот колку е сега, не знам како иде. Не знам јас тоа. Не знам, ја немам пари. Смркано. Ја не сум работничка класа, немам пари. Во однос на дрогите би имал многу признанија, но во однос на кокаин не можам да знам, иако ми тврделе дојди бе брат, ништо, ова као 4 кафиња да си се напил. Значи, сум имал понуди, но знаејќи за што станува збор,
сум одбивал така што викам па добро Да не ќе се ве напијам ставам, 4 чисто да не ве кафиња. ставам на трошок. Да, ја викам 4 кафиња ќе се напијам. Богдановски вика Јони Монтана. Добро, поздрав за Бетмен. Значи Киреџиева, значи повторно велам, од една страна таа некоја природна идеолошка поврзаност би требало да постои, од друга страна според поставеноста на лестото меѓу овие три партии нема никаква логична поврзаност. Апсолутно не се заинтересирани за исти работи и она што може да ги спои нив е што практично. Гол интерес или има и нешто друго? Гол интерес и веројатно омразата кон актуелната власт. Не можам друга логика. Да, доволно за една коалиција. Како беше она непријателот на мојот непријател ми е пријател и мислам дека по таа шема одат. Генерално тоа ја што ги знам, нели, како луѓе бидејќи долго работев со нив и блиску соработував, нема таму амбиција да се дојде на власт затоа што им е удобна позицијата во која што моментално се наоѓаат. Удобна им е позицијата на опозиција. На опозиција, да, затоа што веројатно си имаат пресметано, еве го гледаат сега да речеме премиерот во каков хаос се наоѓаат. Има по 3 интервјуа на денот. Во денот одговара на 200 прашања во денот, па треба и други решава работи. 3000 проблеми дневно. Решава 3000 проблеми и веројатно не знам, платата е некоја 500 евра разлика. Ако зимаат овие 2500, мислам дека околу 3, сега карикирам, не знам точно како се бројките моментално. Ама ти имаат прерачунато зашто да си ја ставам јас главата во торба за некоја минорна, мислам 500 евра е просечна плата на човек кај нас, ама за нив кога веќе си во тој филм не е кој знае што за да бидеш под таков притисок. Реално огромен притисок е посебно е во секогаш исторен во власта, да. Да, кога водиш држава, кога имаш одговорност, кога некој те плука секој ден. Да, во без разлика опозиција што и да направиш кога си на власт, си на власт, секогаш секој ќе те плука и тоа веќе треба да им е јасно. Што и да направиш ќе те плука. Ако ги гледаме ние стандардите на меѓународната, многу е очигледно дека ќе се спои опозицијата меѓусебно. Како да ви објаснам? Значи, имаат голем дебакал, имаат голем пат сите три партии опозицијски, кои што сега се да речеме зборам парламентарни, ќе имаат огромен пат и ќе останат на вкупно заедно 15 души. Нема против овој ВМРО-ски режим, мора сите да се споиме и мора сите да тргнеме сложно. Со сидрото напред. Вие не сваќате. И ја, знаеш вака, се викам понекој. Аби како збориш луѓето нема да сватат дека си саркастичен. Значи вака сега со човеком седиш вака и викаш добро. Ја имам еден проблем, наутро тешко го станувам и уште главата ми е така на. Процесорот драјче не ти уклучен. Процесорот и сега гледам човеков збори нешто, превртувам, вртам. Океј, викам, мора да знаете дека Златев секогаш има една нишка на вистина во тоа што го збори. Немој да мислите дека е ова само така. Човекот испраќа пораки сублиминални. Сега Методи Ангеловски Антоновченто. Методи Ангеловски вика некои работи треба да се забележат јавно од првиот ден. За овој трагедијава. На подкастот на Лазаров разговор во живот ден по несреќата, известен профил по име Јован Алексич напиша дека стажира во болницата во Кочани и дека ги изброиле мртвите тела и констатирале дека има 120 мртви. Профилот е веднаш избришан, а такво нешто не постои. Прашање кој и зошто го направил тоа, со каква цел? Да, исто така имаше политичката партија Левица, измисли агенција за, како се вика, за обезбедување, која наводно била блиска до ВМРО-ДПМН, односно нејзиниот директор, собственик или не знам што, бил член на ВМРО-ДПМН и се сликал некогаш со Мицковски, излажа дека таа агенција всушност го обезбедувало место. Потоа излезе дека, пошто имаме директор на агенција во затвор, во притвор се извинува во овој момент, дека нема врска со таа агенција. Потоа продолжија да измислуваат, измислија дека на еден пратеник брат му бил адвокат на тој што е прво осомничен Деко, па се констатираше дека станува збор само за лице со исто име. Дури презимето малку име различно. И дека нема врска таа работа. Сега замислите во вакви ситуации на
на електризирана јавност, некој може да му текни да отиде да го утепа пратеникот, што знаете како тие луѓе се изгубиле најблиски, изгубиле се, може да биде многу трагично. Понатаму имавме серија на други лажни вести, од бројот на загинати до што се случувало, до се и се што. И навистина е така. Вика, известен профил кој во бесот што го почувствував, го заборавил, тврдеше дека полицајците по почетокот на пожарот ги затвориле вратите од дискотеката и никого не пуштале надвор. Што е тешка глупост, апсолутно. Значи, ова е според мене, пак и дадеме збор на Весна, два вида на луѓе го прават. Тоа едните се овие што ги нарекуваме социопати, луѓе кои што во вакви трагедии, во вакви специфични околности се обидуваат да ги добијат своите 30 секунди слава, пуштиш некоја глупост, се изживуваш практично со несреќата на луѓето и ете добиваш некаква сатисфакција личност со оглед на тоа дека тие луѓе немаат емпатија или воопшто или сосема малку ја имаат, едноставно во тоа гледаат еден вид на добра забава, што е тотално надвор од разум, а вториот според мене поопасен принцип е на овие луѓе кои што се обидуваат тука да лешинарат политички и кои што во тој смут се обидуваат да добијат некој поен. Весна, морам да признам, јас ги следам вашите размислувања подолго време и вие према вашата поражачна партија имате прилично негативен став, меѓутоа бидејќи имам впечаток дека добар дел од тие наративи доаѓаат токму од тамо, изненадена сте од тоа? Изненадена сум на нивото како излегов, како повеќе да им се зажустри таа некоја негативна нарација, некако да ги извртуваат, да ги измислуваат, да ги напумпуваат работите кои што таму не се. Не знам, можеби ние кои што ете некоја група која што и посебно и нагло излеговме, можеби бевме некој балансер кој што ги држевме во контрола работите и сега откако стана буквално сами, како убаво ги кажа лешинари, ги почнува се чувствува таа паника дека ги фаќа, дека тука веќе тона, дека губат рейтинг, дека губат луѓе, дека губат членство и по секоја цена пробуваат некако да се вратат, што не им успева. Јас упорно кажувам дека тоа што го работат моментално и изминатава година наназад, го имат тотално спротивниот ефект од оно кој што тие сакаат да го наметнат, бидејќи на вистина јас ги следам и кај нив чат пат ќе ми ги пратат некои коментари од луѓе што буквално што биле нивни поддржувачи, без разлика не мора да биле нивни членови, туку едноставно биле симпатизери, се сложувале со ставовите на лидерот. Па во принцип јас така сум се навлекла, сум мислела дека нешто вреди зборот таму. Почнуваат да сваќаат дека ова е типично лешинарење. Не можеш на ваква трагедија прво да ги измислуваш тие работи, имало 70 починати, 100 починати, па после тоа знам дека се измислуваше бензинска, имаше некоја станато пумпа таму, па имало 10 тони нафта, што испадна дека не е точно, и што воопшто не било поврзано никако ни со собственикот, ни со имото, со ништо, ама буквално се пушта од една фотографија која што била спонтано, мислам дека од некој странски медиум беше. Од Информен. Но која е логиката? Значи, со тоа не можеш да добиеш политички поени, меѓутоа се надеваш дека ќе изгуби поени противникот. Веројатно сметаат на тоа дека тие ги придобиваат разочараните ВМРО-вци се да самовци. И тоа беше така пред 5 години, пред 3 години. Сега не е така. Сега не е така. Тоа е се во ред, ти да сакаш да ги добиеш, и се во ред да имаш политика, и се во ред да имаш агенда. Но има... Апсолутно е. Овде ние не зборуваме за политика, за агенда. Овде зборуваме за субверзивна акција, што е нешто друго. Во најтешкиот момент за Македонија во изминатите години. Тука ќе јадеш тужба од левица, ги обвинуваш за субверзија? Па не, која ќе се... Немам никаков проблем јас против да ме тужат од авангардата на работничката класа во Македонија. Односно, сега, например, затоа што голем дел од нив немале еден ден работен стаж во животот, као пратеникот Борис Крмов, као пратеникот Саша Јанчев, као пратеникот Амар Мецановиќ,
као пратеникот Хактан Реджеп Исмаил, да речеме Јована Мојсовска можда некад преку ВМРО, мислам дека еднаш имаат вработено некаде. Преку ВМРО? Да, значи они и она е, да, значи знам дека имаше со организации за заштита на животните, нешто. Да, ама нема, тешко. Да. Значи, но во случајот тие се авангарда на неработничката класа. Но еве сега ќе дадам еден пример. Јован Јанев, тој бил што функција имаше тоа дете во Левица? Ништо посебно. Беше во Црвена младин активист, кога беа протестите, беше приведен за тоа што шкрташе нешто, така беше, и тогаш се направи драмата околу. Оние протести за онкологија што беа, така? Да. Сега, тогаш има изјава Апасиев, вика него апса детево, првенец на генерации, така натаму. И сега детево напиша на 24 март еден текст кој буквално ја уништи Левица. Вели, драги мои, оваа недела беше најтешка за сите нас, особено за нас од Истокот. Сакав да ги испочитувам деновите на жалост и овие работи да ги коментирам подоцна. Официјално сакам со вас да споделам дека ја напуштам Левица. Знаете дека политички веќе не сум активен повеќе од пола година, иако има многу интерни причини, ова ги надмина сите граници. Мораме да ја искористиме ситуацијата максимално, ги цитира. Најтешко е да си умаса и така натаму, драги левичари, пред да почнете да правите планови како да ме бришете од земјата, како што би рекол еден од поглаварите, сакам да ви кажам дека доаѓам од Штип, Истокот. Имам дома сестра, таа изгуби свој близук, изгуби сакан. Секој ден плачеме по него, имам другар кој се бори за живот, со кој од деца растевме и имаме милион спомени. Имам другари други понатаму и така натаму, а што разбирате вие, нели, вие максимизирате смрт на деца, односно вие се обидувате политички да го искористите се тоа. Многу емотивно. Многу емотивно. Јас истото го искоментирав. Од негова страна, и на ова му беше одговорено од Апасиев дека тој бил слаб студент, Требало книги да се читат. Да, не можел да положи не знам колку испити. Значи што е личен податок и што не смее да се објавува, затоа што е личен податок кој професор не смее, особено ако му е професор, не смее да го објавува. Објави дека се коцкал и што дека правил друго? Пороци имал, некој се коцкал, должал, не знам, нешто така. Една така прилично ниско. Да, ниско, невкусно. Јас тогаш искоментирав. Ваквиот однос не доликува прво на професор, на родител, на човек кој што е лидер на партија и кој што е и пратеник. Това се ликови кои што треба да бидат пример за сите нас, па и за младите. Кога си веќе професор, луѓето се угледуваат на тебе. Вакво однесување, вакво ботско однесување. Не можеш да се препукуваш на социјални мрежи со студенти, со деца кои што може тебе деца да ти бидат буквално. Не е долично. Прво, второ што е невкусно во ваква ситуација како што сме сега сите, да има постојано, значи по 5 објави во денот кои што се буцкање. Буквално беа буцкање сите, провокација, вака, така, не се остава простор да има реална истрага, не се остава да ги видиме резултатите, не се остава простор и време да видиме дали навистина ќе биде истрагата како што ние сите сакаме да биде или повторно ќе биде. Да, вчера судот направи една огромна еден огромен пропуск според јавноста. Сега јас не сум кривичар, и не можам да коментирам, односно тројцата поранешни градоначалници беа пуштени во домашен. Тројцата мислам дека си. Двајца, овој што сега даде оставка се уште е во притвор, претходните двајца и една инспекторка. Сега, што е проблемот? Проблемот е дека се обвинителството побарало притвор и поднело и жалба за се ова. И сега некако судот одлучил дека не исполнуваат, нели, може да бидат пуштени во домашен притвор. И гледаме одма тоа еве сега ги пуштија, па со Јон Фрчковски заташкуваат за тоа и така натаму. Сега, пријатели, има една
работа. Владата, МВР и обвинителство Се различни. не се различни. Во овој случај двете се на иста страна, но не се тие оние кои одлучуваат кој ќе биде во притвор, а кој не. Одлучува судот, против кој Мичкошки до некни најавуваше протести, ама сега во ситуацијава е таква каква што е, па мора нели заедно може со би нив се да работи. почувствува малку и тие дека им го лабави Мицкоски обрачот, па има не тука, знам, не знам има што се тука случува, уште не една знаеме димензија. Може би и на вистина нема потреба од Може би, притвор. да, може. Знаете, затоа што притворот е механизам. Сега ја не сум правник, ама као економист ќе се обидам Додека да за толкувам, обезбедување во случај на бегство, не знам Значи, што. Влијање на сведоци. Притвор се користи за обезбедување на бегство и влијание на сведоци. И тоа е тоа. Во исто време, оно што го дознавам од овие затворски власти е дека во Шутка во овој момент буквално нема ни еден кревет. Се е полно. Од кога дојде Панче, се утепа од апсење и нема место во Шутка. И тие од Шутка викаат, луѓе, што да им правиме? Дома ли да ги носиме овие? Кои се? Па сега, еве, јас имам една јавен предлог, идеја до владата. Доста правевме модуларни болници. Боже милие. Дај да направиме модуларни затвори. Модуларни притворски оделенија. Башка, сега се гради таму пруга на кај Бугарија. Дај, раскинете тоа, договорите со тие што ви градат. Во близина негде кај Белјаковце, ке си направите едно модуларно притворско оделение и таман тука ќе си подработуваат тие на пругата. Мислам, една идеја. Суштината е дека не треба, знаеш, ние одма да ги партизираме, политизираме и така Не натаму знам и овие работи. како е ситуацијата, дали има оставено во куќен притвори некој од другите. Може би тоа едниот од јас двајцата реално градоначалници е од зборам за СДСМ, едниот е од градоначалниците, ВМРО. затоа што проблемот е стварно револт се создава и кај народот и кај сите нас, кога ќе видиш дека некои кои што се високи функционери ги добиваат привилегиите, а не да речеме оние кои што биле луѓето од обезбедување, Точно. знам дека се приведени, не знам дали тие се пуштени. Не ја знам сега точно ситуацијата таква каква, информација. немам информации за да можеме нели да шпекулираме, ама ако е таков случајот, зошто овие кои што се од обезбедувањето луѓето, не знам кои други се беа приведени таму, Преку 30 преку се 30 приведени. сета, така има и полицајци, дали се работи пак, има основа зошто луѓето да реагираат како што реагираат, ама па од друга страна ако ги немаме точно информациите зашто се случило, како се случило, зашто е даден домашен куќен притвор. Не знам колку имаме пак, да кажам, основа без да знаеме или да слушнеме од една објаснување. страна е така како што е, но од друга страна ние не смееме да дозволиме со Македонија да владее како се вика улична правда. Злато, те молам да реагираш со лицето целе. Што збори? Па, Те го блокира? ај вели мрж бе племе, ништо верско, ВМРО, доста лаете, вие пениси и слични глупости, меѓутоа позади тоа иде некој одвратно нешто што спомнува децата изгорени. Молим те, блокирај го ова животно. Сега одма, чекај. Јас немам проблем да бидам експлицитен, чекај. Идиот, ова крајот на оваа порака е да одиш да се лечиш, друже. Ние сме ги испекли деца. Рековте Кираџиева омраза. Во еден момент ги спојува омразата. Овој човек сега ово што го пежува, ово е на ниво на омраза. Не е ова омраза, не, ова е подолу од омраза. Подолу. Ова е психички нешто. Ова е доказ дека ние треба и модуларни лудници. Во прилика, Значи- но важно ми е прашањето. Ние сме навистина влезени во фаза од демократскиот процес во кој што поделбата е силна, изразета, меѓутоа кој ќе каже човек омраза, тоа ги надминува границите на политичко делување, на идеолошка кавга, не знам, на спротивставени мислења. Не бе, ја немам ништо Омразата е против. нешто друго. И кога зборувате од внатре за омраза, претпоставам дека сте го виделе тоа од прва рака, кога некој едноставно не да не може да оствари диалог. Основен, формален, туку буквално тоа го претвара во непријателство. Ова сега што не го испрати како порака човеков е
зло. Па Драган, јас И тоа зло доаѓа од логиката моја вели од партиски кулари, не доаѓа од цел човек дома ги мразам сега овие. Најчесто е така. Па најчесто е така затоа што пак ќе се вратам на тоа дека таму повеќе нема амбиција, идеја и волја да се дојде на позиција каде што овие работи може да се сменат. Е позиција на власт. Каде што е потребна одговорност. Каде што е потребна одговорност. И сега кога веќе си имаш прерачунато дека ниту сакаш, ниту било кога во иднина ќе бидеш на власт, ниту можеш, ти останува другата опција, а тоа е да го уништиш се тоа на друго што остана. Значи ако не можам ја да победам, па никој друг нема да победи. Како јас додам на трка, и ако јас влегувам во трка свесна дека мојата оваа трка не сум спремна да ја победам, уште во самиот старт земам и правам сопки на другите учесници. И ако не победам, јас сите ќе им ги скршам нозете и никој нема да победи. Филм од The Dictator, ако го имате гледано, и он која отиде да се надпреварува на Олимпијада и со пиштол кој ги пукаше сите што се побрзи од него. Така му доаѓа некако. победи, нели? Така некако му доаѓа. На крајно. Знаете што? Јас на пример вчера откажав гостување кај Јанаки Митровски во подкаст. Некој ми велел табе сега сгреши, знаеш, они збореа за тебе вака така. Збореле дека јас сум убатил луѓе во како се беше движењево. Ово е уште лае, Златев. Чека, не ми е блокиран. Па сега не е бидејќи продолжува да лае. Не, сега блокче ќе му удриме само секунда. Јас само му избришав коментар, ај викам да му дадеме. Не, уште продолжува со глупави пораки, друже, треба да одиш да се лечеш. Ајде, чекај само секунда. И многу интересна ситуација во меѓувреме Сонја Калешовска. Ви значи нешто ова име? Сонја Калешовска пишува за вас лично. Интересно е дека буквално пред да почне емисијата разговаравме на дел од темата кој што таа ја заговара. Иако таа кажува ова на спротивен начин од вас, ако сакате да го коментирате, вели, прашајте ја Весна зошто конкретно се повлече од левица, нека не морализира, оти никогаш не била политичар. Ако не враште, јас ќе ви дадам одговор, таа се повлече од левица затоа што не се најде носител на пратеничка листа за да стане пратеник, била навредена, а имаше само година-две стаж во партија. Лица што гледаат само личен интерес пред граѓански не требаат во никоја партија, не знам што е давате значење, бла 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 бла. И во некоја библиотека сте работеле и сте биле другарка со директорка, тоа ми е помалку важно. Ја гледаме Сонја Калешовска на Facebook и одма да ви кажам, Сонја Калешовска како реална личност не постои, да. Значи се гледа, пише дека од Битола, има фотографии за кои очигледно дека се. Да, имам слушнато овие трачеви, веројатно пробуваат, бидејќи ме знаеа луѓето како една од поисторените членови на левица, пробуваат да го објаснат веројатно. Само секунда, пропагандата што ја шири е дека еве со агенцијата за обезбедување, лажната вест што се потврди дека сосем друга агенција за обезбедување. Потоа има второ видео ќе одговара Литошковски за пропустите на неговата полиција, односно затворањето на влезот и излезот кој доведоа до горење на 250 деца, тоа е бројката за која гори, и има неколку видео од протест од Сонја Калешовска. И значи, тоа, бот класичен, очигледно е многу скоро формиран профилот. Првата фотографија е објавена на 3 август 22 година, до душе не е толку скоро, но се има 4-5 фотографии. Ова е спијач, спавач ти текнува. Се активира само кога треба да се пука. Да, такви лажни профили. Делот со директори таму од библиотеки не е важен. Ова друго. Не, све е важно. Ќе кажеме затоа што имам слушано овие муабети наоколу и јас тоа го разбирам дека они мораат да најдат во членството како да го оправда зашто Весна Кирџиева излегла. Бидејќи луѓето навистина таму ме знаеа како една од тие кои што бев кандидат за градоначалник и сега луѓето имаат високо мислење дека веројатно некој ме за кандидат за градоначалник логично препознал дека тука има квалитет. И сега од наоколу е вакви муабети се шират и тотално спротивното е. Значи мене понудата ми беше јас да бидам носител на листа. Таква понуда добивте? Да, јас не се буневте затоа што не сте добили. Не се бунев, значи јас ја одбив понудата, значи
Буквално Добро. ја одбив од понудата, мислам фала многу, јас не сум за носител. Во која Понудата изборна беше единица? Во 6-ка. Па добро, и мене би ме навредило 6-ка да бидам се. Реално, Таму немаше прво не е шанси. моја изборна прво не е моја изборна единица. Второ затоа што реално нема шанси таму, Таму не човек знам да што би прифати правил. може само убацено дана бъда ти биде. Да друга варијанта нема. Добро. Значи, и Ете така. И затоа што другата опција беше понатаму, нели, мотивацијата беше дека јас ќе сум станал член дел од президиумот, тоа е највисокото, нели, тело Тело таму. како председателство во другите партии, дека би била добра, убава опција за мене да се промовирам како политичар. И сега мене ми ја 3 години работам во таа политичка партија. Сега допрва ќе се промовирам како политичар. Океј, реков фала на понудата, ценам дека тоа што баш мене сте ме избрале да бидам дел од таа голема 6-ка, нели, сепак носителите се тие што што го сработуваат најголемиот терет во целата кампања. Меѓутоа не сметам дека во овој период јас треба да бидам носител, посебно што јас не ја разбирам изборна единица 6, а тоа ми беше понудено на, не знам, можеби месец дена, два пред избори. Тоа малку несериозно делува. Да, сега јас да беше 3 години унапред, па јас да си го работам теренот таму, да ме научат луѓето, прво членството таму, колку ме знае, колку има доверба, па и треба да одиш да шеташ по локалните ограници меѓу народот. А вие сте од аеродром, и некој јас сум баш од аеродром, со таа територија да, таму со таа баш. територија значи не сум се движала таму едноставно. До овдека делува И до коректна тука- ситуацијата. Да, И сега да. И сега од тука јас затоа викам ќе се увреди малото искомплексирано човече, така интерно го кажувам, се надевам нема и за ова да бидам тужена. добро, Ама тужби си се работи на вистина за некој вид на комплекси дека не сме човек да биде да го одбие. Значи сега ако он е мастермајндот за целото сценарио на култот не би и сега Значи во ако тој тој момент реши дека уште сте вредна за луѓето- во 6 има да бидете во 6. треба да бидам во 6 и немам јас зашто да прибирам. Значи луѓето уште не знаеа дека Деви денес очигледно не знаа дека ми беше оваа опција понудена. Излезе на последниот централен комитет каде што јас бев присутна и тогаш луѓето уште не знаеа 2-3 најблиски околу мене што им кажав каква е ситуацијата. Индиректно се обрати Пасиев на говор да ги искара сите во мое име. Ако јас дојдам и ви кажувам јас сум да речеме тренерот, сега тука јас знам дека зборува за мене затоа што користи спортска реторика. Ако јас сум селекторот на репрезентацијата и ви кажам дека вие оваа игра треба да ја играте или треба да седите на клупа, ако ви кажам треба 5-6 да бидете вие, сега јас знам дека зборува за мене. И дека интерно мене ми се обраќа дека он ако го кажал тоа, јас сум требала да прифатам и нема ја што тука да полемизирам дали сум спремна или не сум спремна или сакам или не сакам. Како И беше сега интерно централизирана беше демократија, муабетот од позади. А што е сега централизирана јас треба демократија? Ја ви кажувам што да правите. Ето, А така. демократи сме. И сега муабетот од позади од како сета таа драма заврши дека јас сега конечно, значи ти стопати, значи ти дефинитивно не прифаќам, ме ставете ме трет на листа, таа не добитна. Ставете ме трета. Аха, значи ти сакаш да влезе. Викам трета и втората не ви е добитна. Јас им предвидов дека ќе имаат поише од 5-6 пратеници, нема да имаат. Во моментот кога тој манипулираше дека ќе имаат двоцифрен 12-15, мене ми беше јасна сликата. И од тука кога затоа што јас сега сум почнала нели да прибирам, да одбивам, сум требала да бидам казната. Значи таа е риториката. Ако ти одбиеш треба да бидеш казнет и сега под казна тебе ќе те ставиме да бидеш таму некаде или 10-та, 15-та на листа или во 5-ка ќе те ставиме. Некој реков мене искрено се едно ми е. Да, не ми ни треба, во ред. Мислам јас не сум на добитна позиција. Кај сакате ставете, но тука понатаму стварно не ми е битно. Да си некаде на добитна, ќе ти е битно. Ако си на недобитна, што е битно дали си трети или 10 или 20 на листа, воопшто не е битно. Ама тој ти го наметна тоа да биде пример за другите, демек ете гледаш како некој ќе биде казнет. Прво ја не сум вработена таму, не зимав пари, работев волонтерски, работев 24/7, се што требаше за нив сработував. И сега ти на целиот тој мој труд, што знаеш дека јас сум ве довела на таа позиција вие да бидете сега пратеници, мене да ми се одмаздуваш и да ме казнуваш за глупост. Чекай, Немаш оптужи... основа мене да ме Бранко ме оптужи мене, вика Златев, тебе на што те асоцира модуларната и ти си болен, повикуваш на убиство. Не бе, луѓе, кога може за болни луѓе да правите нешто модуларно, што е барака, зашто да не може затвор да се напри. Башка во цела Америка е полна
модуларни затвори, ставаш бараки. Обезбедуваш едноставно тоа, не значи ако е модуларна нека ќе. И тоа мислам нема тука Некоја филозофија. Живанка Морис вели, ако пробаш да организираш вонреден ЦК, ќе постанеш опортунистички џган. Ова е веројатно на линија на што го Треба и Живанка да ја викнеме, и она е исто паталец. Ние Живанка беше координатор види се без навреда, но Фактор некој бе, јас сум извинувам што не ја разговарал со познам. поише од вас кои сте излегле од левица и мене две работи ми се многу чудни. Прво, нема еден човек што излегол од левица после тоа да не мава со дрва и со камење по бившата партија. Но затоа и да е мава со дрва и камења. И Не да знам за затоа вас да е кои мава. се епитетите, но за други имаше наркомани, Има. џганови. И сега ја нешто друго да ја прашам. Вие во наркомани ги влегувате, не? Дали еве сега од Уште оваа тоа што не дистанца- ги 32 километра некој што трча, тешко е дека може да види. Од не може оваа- да изманипулираат и ете со вакви и сакала да биде носител на од листа. оваа дистанца, чувствувате дека вие бевте член во политичка партија или можеби во еден култ, Да. затоа Јас така ги нарекувам. затоа што да вие односи има многу луѓе што искочиле од ВМРО и од СДС. После тоа што ги критикувале, што има некои си кјутат. Но ваквиот тон Значи, специфичен е многу да признаеме. но вакво однесување као до сега имам забележано социолошки само во култовите. Ја на пример сум експерт за оној култ на Джим Джонс со Джонастаун што се самоубие колективно, нели? Не знаев дека си експерт за тој, ама дор. Не имам читано неколку книги и два документарци имам гледано. Тоа ме прави Тоа те прави Да. експерт. Да, значи Па поголем експерти од некој експерти у Македонија. Значи, па сега, Виж, имаш 3 читано. книги имам читано и сите документарци Луѓе факултети има завршено, нема Значи, книги прочитани. Ја можам реално за Джонастаун да направам дисертација, ме разбираш, со сите сведоштва од една страна, од друга страна, и морам да кажам дека мене многу ме потсеќа левица на тој култ. Јас кога зборувам за левица, често не ја именувам како партија и посебно интерно ја нарекувам за сектата, така зборувам. Кога зборувам тој од сектата, затоа што се реално јас така се чувствував, посебно го почувствував тој момент откако излегов дека ти таму си како испран мозок и дека работиш тоа што ќе ти се каже, не се чувствуваш слободен со мислите. Буквално се што ќе сме направиле на своја рака било осудувано како не си не прашал. Еве конкретен пример. После кандидатурата за кандидат за градоначалник завршија изборите и тогаш бев нели со Тимчо Муцунски контракандидат и човекот сосема коректно не повика сите што бевме заедно 5 души контракандидати или од секој од СДСМ, имаше од ЛДП и од не знам уште од ТМРО имаше уште еден, ете така. И не повика да заедно да седнеме на кафе, да не почасти коректно. Културен начин, ете така. Реков зашто да не, отидовме, седнавме буквално на во кафуле јавно отворено со сите други кандидати тука, не бев јасна само со Тимчо, па нешто да заговарам и тука да има некоја драма. Се направи таква драма, како и са Тимчо си направи слика, си објави, еве седнувам, првото кафе го испам, не знам, онака политички коректно се видов со моите конкуренти, да коректно објава дека ете после битката да ја наречеме сме излегле пријателски сме седнале нешто да разговараме. Што е нормално за секоја демократија. Така мислам јас како спортист и кога ќе победам и кога ќе изгубам трка, одам честитам на Ти имаше навистина добар резултат сега, да бидеме искрени, колку гласа освоивте тоа? Околу 4000. 4, тоа уствари ја направивте пред советници највеќе имавме освоено во општина Аеродром, бидејќи буквално јас целата кампања ја терав на тоа да имаме повеќе советници. Јас бев свесна дека не можеме да победиме. И кога веќе знаеш, тогаш идеш дај да видиме што можеме повеќе да добиеме, бидејќи јас навистина се борев за целата, ја не се борев за мене, јас да победам како градоначалник. Ако одев на таа игра, тогаш немаше ни уопшто да се замарам, секако нема да победам, ама јас идев борбено внатре влегов, затоа што гледав да извлечеме што повеќе советници, бидејќи тоа ни беше таргетот, знаете, кога ќе влезете во совет, тука филмот ни беше дека тука е борбата, дека стануваш фактор и на крај испадна дека сета таа борба била напразно. И после кафето, како можеш да одиш на кафе? И после кафето завршиме, како можеш да одиш на кафе,
Јас да ги дознавам овие информации од Facebook, не се ми известила. За мене ми беше многу непријатно. Ало, председател, или додам на кафе? Можам ли да? Можам ли? Ја не знам дека така, мислам, ја прв пат тогаш влегов во партија, не знам како функционира, можеби така и во другите партии Немам поема, ја не сум во партија, ама тешко дека некој може да рече нема да идеш на кафе. Ми беше многу необично, дури се почувствував глупо дека ја нешто навистина сум сгрешила, не знам, можеби стварно требаше, извинете, мислам, јас утепав од извинување, извинете, немав таква намера, стварно немав таква намера. Слушател прашува Зарко, Павло вели праша гостинката за мерките, тие што излего инструкциите за фустаните над колена, да, јас тогаш бев сосема јас реков ова е лудило, зашто ги правите овие? Претходно имавме вака. Значи, јас бев точно е, да. Пошто мене ме потврди автентичност, ама имавме проблем затоа што на пример кога одевме официјални делегации за положување на цвеќе, имавме луѓе што одеа под тенерка, се набеднуваат, им излегуваат позади. И сега јас направив еден друг тип на тоа како е пристојно да отидете на такви свечености. Значи не може да одиш во тенерка и во бела патика, сепак одиш на некоја церемонија. Мораш да бидеш пристоен, барем облечи се со кожулче панталона доле, некоја попристојно. И фармерка да ја. И фармерка да е пристојно, да, сега има фармерка така. Да. И тие беа основни инструкции, сега на овие инструкции они направија цел реферат до колена, под колена, кошулата да ти се гледа 3 милиметри, буквално како додиш на чај кај англиската кралица. И уште тогаш внатре во нашите групи имаше кралицата, всяка револт. Револт имаше, да, имаше. имаше. Црно одело, црна кравата и тоа бела така. кошула. И црни чевли. Леве, ти знаеш, дечка кралица. Чај. Ама многу изложбилно е многу едноставно. Они си имаат овакво, викат, слушај, да не утнеме облечи све у црно, и тоа е така, знаеш зашто при тие протоколарни не паѓа во очи црно. Да, па ти не смееш да го засенеш монархот. Монархот мора да биде поубаво дотеран, нели од тебе, он може да носи златна кравата, жута кравата, плава кравата. Добро, ама тоа е за таму сега, да. Правила од пред не знам колку векови. Ние зборуваме за ова е модернизирани, пред неколку векови немало кравати. Суштината е дека но знаете она со црно кошулче кое ќе ги видиш на тие сликите, мене малку ме плашат, да бидам искрен. Јас почнав да се загрижувам во моментот кога почнав, значи пак ќе кажам, никој таму не е платен, има сега 2-3 што се платени, ама ти кога не си платена, даваш 200% од себе и на крај ти доаѓа тебе ти се заканува со ништо, буквално те плаши, онака ќе ти збркаме или ова ќе ти се случи, ќе те суспендираме. Ја не губам ништо, ти губиш ако ме суспендираш. Така, да, логично. Ама луѓето почнаа да се плашат од тоа, значи викам, ако сега луѓето се плашат кога ништо не добиваат, нели ќе речеме со СДС, со ВМРО ги заплашувале со работни позиции, ќе ти избркаме, што е точно и за СДС и за ВМРО, сега да бидеме вака искрени. А сега доаѓаш во позиција кога имаш луѓе кои што немаат ништо, ни институции, ни ништо, тебе те заплашуваат, почнуваш се загрижуваш, чекај, ако овие од сега почнуваат да влеваат страв меѓу членството, па што ќе се случи понатаму ако утре дојдат на повисока позиција, на функција, на власт, значи ако сега се заплашуваат луѓето стварно навистина се плашат таму. Мене кога ме прашуваат, чекај, излезе, а како излезе? Како не излегов, нема тука процедура. Да, нема процедура за излегување. Буквално си во партија денес, утре не си во партија, нема процедура. Ама луѓето се као процедура. Мислел дека тоа е некоја процедура, подпис, ја не сум ни платена. Значи, можеби ако некој има подпишено договор за плата за ова, е друга процедура, ама ти кога си буквално член, влагаш и излагаш, нема процедура. Стефче Луко вели, кога бе ти си бил кај кралицата, ја не сум бил кај кралицата, тоа што го знам протокол од будало, не значи дека сум бил кај кралицата и преска вика како јас сум се дрзнал било што да анализирам кога сум го промашил резултатот на изборите во Америка, сум ја никош не сум коментирал како ќе биде резултатот. Виолета е во право. Оставете ја гостинката да збори джентлменски, целосно се согласувам со Виолета. Да. Виолета, добро, двајца мажи водители научени си се да зборуваат. Од цело са бајле сите што ни се изредија, едино ти нешто нормално кажа, сега лайк ќе ти ставиме. Секој тоа не прифаќаме нели критики, не сме
И продолжуваме да збориме. Продолжуваме, Така, дојдете на ред, има Да. време. Значи ви прибачаме и лајка, Да, јас си го чекам редот, вака Да. домакините Не, кои ама ќе ми добра. дозволат да се обрат таму. Добра анализа. Има ли луѓе што се уште излегуваат нели од Има, левица? да, постојано цели ограноци, јас затоа викам, луѓето не знаат натре што се случува и тие е повеќето, значи зборам за луѓето кои што и воопшто можеби не следат политика или следат малку и добиваат перцепција за тоа што се случува во политика или во одредена политичка партија преку тоа што го гледаат на телевизија, тоа се најчесто нели лидерите на партиите или повисоките функционери, и ако тие излезат со некој моќен говор, значи тоа е топ, тоа е све во ред, ама внатре, затоа што јас позадински, јас се уште сум во одлична комуникација со обичното членство, значи членството таму одлепено од претседателството, значи имаш 5-6 на едната страна и целото членство што поима нема што се случува, ама затоа што има луѓе како мене кои што се во коректни односи, во координација со сите, буквално мене не ми доаѓа некој да ми шпионира, да ми каже што се случува, буквално луѓето на пријателска база во еден момент, еве како е ние тука што се дискутираме, знаат да си се пожала, да си кажа што се случува, што не се задоволни, дека немаат перцепција, дека работите што ги дознаваат за во партијата што треба да се работи ги дознаваат само кога ќе го видат на телевизија, па си да каже нешто. Значи нема интеракција, нема комуникација, нема споделување, нема соработка, нема давање насоки. Се е оставено, ако кажам партизански, ќе ги навредам партизаните, буквално стихино. Кој како ќе му текне, така си работи и тука веќе почнува да се создава Тоа е демократија вистинска демократија. Да, интересна демократија. И луѓето се чувствуваат дека се оставени. Сега имате ограноци кои што надвор од Скопје. Слушате се предавници, некој можда и ради тоа нив па и не им се кажува, они ќе изодат. Да, сите сме ние предавници. Мислам, јас сум предавник. Тие што сме излегле сме предавници. Стојан Ристевски Стојче прашува, одлично гостување. Јесна, што мислиш за Кирил Митановски, организаторот на овие студентски протести што го гледавме на онак видео? Дете го искористуваат, са дете, тој е веќе студент. Може да кажеш дека е мегафонот ли? Не. Јас со него имав тој друг комуникација, да, кога тој влезе како советник во аеродром, првите 5. Тој другиот можемо што викаше на видеото. На видеото, да, на видеото. Да. Не се пронајде дечкото во советот и го замоли, ако сакаш тргни се да влеземе со тебе друг. Така беше моабетот. Не се пронајдеш, не знаеш да работиш. Реално стварно не знаеше дечкото се снајде во советот. Ние во советот имавме замисла дека тука треба да се докажеме, да знаеме прво. Имаше луѓе кои што немаа прочитано ни деловник, ни одат на совет, не знаа што се прави. Тој беше еден од нив. Небитно да не навлегуваме, се тргна дечкото. После тоа излегува од него, ми праќа од Инстаграм сториња дека пишувал ова не е мојата партија. Не знам, така. Но потоа се вратил. Да, и сега откако јас излегов и откако излегува огромна група на луѓе, веројатно си проценил дека можеби има пак шанса да влезе како советник, затоа што на друго ниво не знам зашто би се активирал повторно, веројатно чувствува дека доаѓаат локални избори, дека ќе се прават листи и сега пробува повторно да си го искупи своето место. И е пратен таму каде што го гледавме на видео. Ете, така, само што таму е пак ќе кажам стихино, они не знаат што работат. Му рекле, ај видете таму со студентите нешто направете, да направиме некое движење, да ги буцнеме овие, да им правиме немири протести и нормално. А оној со мегафончето, како се викаше? Тој никој од понови. Андрей. Тој што некеше новинари. Тие се некои од поновите млади деца стварно ги користат. Мене ми е жал, јас тоа цело време го кажам. Значи не ги користите студентите. Да, него врегајте луѓе пошто лом го направи, викам дете е сега. Дете ги користат. По 50 години сега викам го врегајте, него ваков бил, таков бил. Здрав и жив да е. Да, ги користат, ги злоупотребуваат. Не ги користи, ги злоупотребуваат овие деца кои што веројатно тогаш во шарената револуција пред 10 колку биле деца колку имале, ако сега има 20, тогаш 10 13 години дали. Да, тогаш не учествувале и не знаеле што се случува. Јас тоа викам, значи не ги злоупотребувајте, и тогаш беа исто така искористени студентите и сега на истиот начин затоа што не се опаметени го искористуваат, ама ова е сега ние зарем да кјутиме, да
треба да покажеме борба не е за кјутење, работата е треба да препознаете кога се случува исто сценарио кое што ни ја донесе, значи сите овие последици од тогаш навака, сите несреќи, сите изгорени луѓе, сите починати души се последица од таквото наивно детинесто. Мора да не ќутиме да се бориме. Така почна се. Тогаш така Ама почна, знаете, јас така се маршојатството во Македонија има многу подлабока историја. Јас се сеќавам уште на 2011 година и оние протести за Мартин Нешковски. Се сеќаваш? Па потоа што ги злоупотребуваше Заев која вадеше прислушувани разговори за време на шарената револуција и поради тие прислушувани разговори ја кршеа владата. Случајот Мартин Нешковски беше таков што обезбедувач уби млад човек на прославата на една од политичките партии. Тој нешто бил пијан, се закачал, овој мудрил бокс, паднал како што паднал и почина. Мислам, ужасен чин, полициска бруталност и така натаму. Но, убиецот во рокот 3 дена беше уапсен и потоа беше осуден на огромна затворска казна. Се сеќавате на тоа. Но и покрај тоа, некој иницираше протести низ Македонија и дивеа туку у Скопје неколку месеци и сега ќе биде слично, тогаш ги фати лето, помораше на одмор да идат и ги прекинаа протестите. Сега мислам дека немаат сила, немаат луѓе, нема кај. Тогаш беа и од надвор. Што се случува сега? Тоа е прва работа. Се случи тоа што се случи и на крај дочекавме убиецот на Мартин Нешковски да биде ослободен од страна на Зоран Заев. Токму од оној кој тие демонстранти кои се правиот зародиш на шарената револуција го донесува нели Зоран Заев. Вклучително на ова може да, не знам, да видиме дека сега синот на Фрчко си дае оставка, синот на Бучко останува да се бори како патриот на правата линија. Може ќе чекаме овој Деко да го ослободи синот на Бучко од затвор. Не е озбилно. Ако гледаме, не се смеете. Во таа насока така се движат работите. Мора да ја гледаме големата слика. Значи, не е така едноставно кога ќе ми кажат дали да кјутиме и ти идеш на протести до лани. Не бара да никој не бара да кјутиме, нема потреба да ги извадиме од контрола. Кога ги видиш ти оние општи барања што ги имаат. Прво, ако веќе имате барање, конкретни барања, кажете. Сите дискотеки да се затворат, одново да се издаваат лиценци, бараме. Така. Бараме вака да биде регулирано, да има младински културни центри, со пожарна да се прават журки, не знам, што имате идеја, кажете. Системот е трул и кој е следен. И истата организација во 2 наврати. Прво, случајот Фросина Кулакова, истите организираа протест, а Фросина Кулакова случајот го објави Љупчо Златев. Значи, да, ја го објави. Тебе го видов. Да, јас го објавив. Ние објавивме кој е убиецот, што се случило и така натаму. Почнаа протести, сакаа да го злоупотребат бесот народен за тој убиец и све што му се простувало и поради тоа секој ден да прават протести. Среќа се погоди фамилијата разумна излезе и фамилијата не им дозволи да го политизираат тоа. Чекај, само што ова весна вели, во времето на Нешковски манипулација беше дека Јанкуловска криела убиство. Така беше. Да. Весна, еве, од човечки аспект, како гледаш на ова своевидно, ова нова искористување на убиство? Еве, си била во таа партија, имало и претходни вакви случаи. Како ги убедуваат луѓето дека за нешто вакво треба да излезат да прават? Да... Не ги убедуваат, немаат луѓе внатре. Ајде, ќе зборам сличен случај со онкологија. Јас уште тогаш реков да, има гнев кај народот и првиот протест беше окей да излеземе чисто да го покажеме гневот, плюс тоа се случуваше може би недела 2 од како излезе скандалот.
друг тип на скандале, да речам, малте не сите на некој начин сме имале некој таму што прошол низ тие, јас ги нарекувам ходници на смртта. Друг тип на гнев беше, плюс тогаш се работеше за власт која што веќе 5-6 година веќе тогаш беше на власт, не беше 9 месеци, не беше тазе, не беше нешто што не знаеме што се случува. Филипче тогаш ми се чини дека беше министер за здравство, ако не се лажам. Сосема друга структура беше и плюс тој гнев кој што го имавме сите во нас собрано со сите работи кои што се има из нас собрано до тој момент, бидејќи онкологија беше некој од последните куштуси што се случија во владењето на претходната власт на СДСМ. Од бројните што ги имаше. Од бројните, така беше, значи, една од низата. И тогаш имаше реално гнев и потреба да излезеш на улица. Ама тоа беше првиот. Веќе кога се разводни има насоки дека ние треба тоа да го правиме секоја недела, мислам тогаш беше секој понеделник да излегуваме. Јас уште тогаш им кажав на нив, значи внатре во организација, во левица, во партијата, ако продолжуваме, мора да знаеме која ни е целта. Со која цел не излегуваме сега повторно на протести. Прво треба да им кажеме и на народот кој што треба да го повикаме, зашто излегуваме, која ни е целта. Прво внатре треба да знаете која ни е целта. Сакате да добиеме гласови со ова? Нема да добиеме. Не е на нас за гласови, ние тука покажуваме добро. Која ни е следната цел? Тогаш веќе имаш истрага и за онкологија имаш истрага. Крива, саката, без резултати, имаш истрага. Тогаш беше во тек и ти излегуваш на протест, додека ја трае истрагата, што бараш? Бараме истрага. Има истрага. Што бараш следно? Значи, кога одите на протести, треба да имате цел и таа цел треба да е реална, изводлива и да можеш кога ќе им ја презентираш на тие што треба, пример, одевме пред обвинителство, одиш пред влада, одиш пред претеници, треба да им кажеш која ти е целта, што бараш со тие протести. Не може идеме така, гневни сме, бараме правда. Тоа е генерализирање, бараме правда. Фрази, сите бараме правда цело време, посебно во Македонија, цело време сите постојано бараме правда. И значи цело време треба да сме на улица, треба да ја буткаме оваа власт, па наредната власт, па наредната, до каде одиме? Добро ќе бутнеме оваа власт, во тој момент СДСМ куршлу, значи таму нема асален човек, таму немаше асален човек уште кога дојдоа на власт. Ја не знам како дојдоа, ти не дојдоа до душа на власт и тогаш има помалку гласови од ја презема на специфичен начин ќе биде на вака љубезни да кажеме. Ја презема, нема ни тогаш мнозинство, како и да ја презема. Ајде да не идеме толку наназад. Кога веќе имаш таков куршлус од луѓе, викаш добро, дојдено е целта да ние да смениме власта. И тоа ми е единствен изводлив начин кај нас на протести. Да смениш власт. Јас се сеќавам. Друго нема на сите протести кај што сум била, ништо не сме добили. Под настанот на модуларната болница го прашав Христијан Мицкоски дали ќе прави ВМРО протести. На пресконференција беше. И он ми рече не сме ние маршојади сега да го злоупотребуваме ова. Тогаш јас не ги сваќав тие работи. Јас бев наивна детинесто наивна бев. Вели ова се трагични моменти за наши сограѓани, сега ние на нивната смрт не сакаме политички да профитираме. Не го фалам, нели, ова не е никаква пофалба за Мицкоски, но едноставно тогаш размислуваше така и сега е важно тоа да се спомене. Но она што исто така е важно да се спомене е дека има една тенденција дека во Македонија да бидеш опозиција, значи дека ти мора бунтовност треба цело време да се рваш, да се бориш, да се тепаш. Оние забелешки за тоа што пратениците си земаа одмор, што ги дава левица, ја ги прифаќам и стварно се управо. И стварно во право се дека е неодговорно во вакви моменти собранието да си дае ферија, како што си даде. Да, и има некој немошто објаснување, има дека не било одмор, само немало да има седмици, туку работеле работните тела. Да се разбереме. Апсолутно. Тоа не е коректно од страна на собранието и сите таму што го донеле. Но она што исто така е некоректно е човекот кај вас да отиде таму и да не каже ништо на состанокот во однос на оваа работа, да не побара. Јас како што прочитав од некој дека од нив била иницијативата дека требало некој од пратениците на левица. Не, мислам дека биле повикани на тој состанок, пошто нели си имаат пратеничка група во моментов. Но и покрај тоа
представникот од кај нив не дал забелешка за ова, едноставно го прифатил и си отишол. И сега после тоа го прават ова јавно. Ја пак ќе кажам, оваа забелешка им е добра. Да не биде сега ја дека тука сум и во право се, дека е крајно неодговорно да се прави ова и треба тие пратениците малце да си ги чукнат главите шо прават. За сите точно, не е само за едниве. Значи не ова е за ВМРО, пред се за ВМРО кој најголема политичка партија, односно владеачката коалиција со знам и со кој име таму и со вреди. Значи ова е прво за нив критика како најголем политички блок. Потоа за СДСМ кој им го прифека, нели ова? И трето, за левица која сега реагира, но тогаш не реагирале. Па така направија и за 78% покачување на платите. Буквално си го прекјутаа, ние интерно зборевме, луѓе, дајте да реагираме. Имавме насока да не реагираме. Па нема потреба. За зголемување на платите? Да. Кога ќе почекаме да видиме бруто, нето, и тоа, нели, после се разводни, после недела 2, спласна ентузијазмот и нервозата кај луѓето, и си го прекјутеа, буквално си го прекјутеа, да. Имавме насока да не реагираме, имавме интерно насока да не реагираме за покачувањето на Методија има друг став, вели, не се носат одлуки во гнев, пратениците исправно постапиле, извини Методија, но ако ти си представник на народот, како пратеник, независно од која партија доаѓаш, сите се тие представници на народот. Дури тие кои ги критикуваме еве утро и нив некој ги гласал, тие некој го представуваат таму. Значи, пратеници од левица, и тие од ВМРО, и тие од СДСМ, и од тие од ДУИ, ДПА, видите, точките на дневниот ред можеа да се... Но, има една многу битна работа. Во овој момент, токму собранието ни е потребно за брзо да се носат законски измени, да се прави еден интерпартиски брейнсторминг на кој ќе разговараат и ќе донесат одлуки како во оваа пора на општеството да ја зајакнат стандардизација, да ги зајакнат контролите, да ги стегнат законите, да ја тргнат регулаторната гилотина и така натаму. Ја не слушнав и некоја заедничка одлука да донесат идеја да дадат, да речеме 50% од платите да издвојат. Тоа е идејата. И сега, кога ќе седнете вие во собрание, некој можеби тој брейнсторминг. Тој популизам со плативе ги гледам. Популизам е реално, ама треба да се измотивираат на некој начин. Ако не се измотивираат, пари има пари, се е во ред, вие донирајте, убаво да се донираат, тие луѓе ќе се лекуваат уште со години повредени. Ама треба да бидат пример за другите луѓе сега. Пратениците, да, треба да бидат пример, се согласувам. Но нивната улога алармантна во овој момент и значајна е тие брзо да ги сменат сите закони кои стопираат контроли на сите вакви, нели, слични случаи, за утре да не доживееме ние да ни се случи нешто слично. Не мора во овој сектор. Сега ќе кажеме сега пример. Ај ќе бидеме, вие сте биле кандидатка за градоначелник во аеродром, па ќе озборуваме аеродром. При изградба на бензинска постои регулатива, да речеме, колку треба бензинската да биде оддалечена од стамбено живење. И тоа е така нормално, затоа што ако се случи нешто, да не изгинат многу луѓе, да не отиде зграда у воздух. Има тука, која вртиш една коса вака уличка од Јане, нели право, Јане Сандански, која вртиш на кај Трета македонска бригада што се оди, има една улица, мислам дека е, не знам дали е слепа, уствари не искача баш на Трета македонска бригада, коса, има една бензинска стара уште од времето, тука беа порано воени бараки, сега таму има згради огромни. Зградите се направени на 5 метра од резервоарот на бензинската. И таа бензинска веќе не е во функција. Не е во функција, тоа е проблемот, да. Но не ги исполнува стандардите кои кога е изградена ги исполнувала. И не по неизина вина, туку по вина по тоа што така ги стаиле зградите, да. Да, некој направил дуп за да краде и направил така што направил и животите на луѓето ги ставил во знак прашалник. И сега системот тоа треба да го реши. Зошто? Ти не можеш сега туку така да му речеш на тој затворија бензинската. Ти треба да го исплатиш, оштета треба да му даеш. Да, затоа што прво била бензинската, па ти си требал плано да го правиш на база на тоа како било претходно. Додуше тогаш било плански направено, ама ова сега се што е отпосле правено е правено што викаш така.
на некој му дале да потпише и тогаш стана овој урбанистички хаос, посебно во тој дел на аеродром. Си изгради све што се изгради, доградби, надградби и кога ќе стане овој хаос, доведуваме во ваква ситуација. Јас бев меѓу првите кои што изреагира за хидрантите во влезовите. Прво, секаде се испокрадени. Ја не знам како ќе се реши тој проблем, затоа што јас како што чита вака и по коментари, прво да, ќе се собереме сите станари еве како тука во зградава, ќе набавиме нови црева за хидранти, ќе средиме, ќе сервисираме секако што треба. И повторно што се случува, влегуваат и повторно ги крадат. Значи има луѓе кои што си ги сервисирале, си дале собствена повторно нова инвестиција за нови црева за средување на хидрантската мрежа секако што треба да биде по пропис и нив повторно после 2, 3, 5 месеца им ги крадат. Што правиме тука понатака? Како го решаваме тој проблем? На 5-6 месеци ние цело време црева нови ќе купуваме во влезовите, се опремиме. Да. Како ќе го решиме? Ставиле, кажуваат, ставиле шифрарници, ставиле 3 камери. Нема, вика, влегуваат, ќе влезат скришно со некои од другите или ќе им отворат, не можеш сите да ги контролираш, големи згради се тука, ќе влезе, ќе се крие таму до полноќ, ставаат качулки, вика, се кријат од камерите, точно се уиграни се тие, се организирани, знаат и како на земјоделци после им ги продаваат цреват. Ама ќе кажам, тоа се огром цело Скопје се испокрадени. Многу се тоа. Не знам. И треба да се најде, да се најде некое системско решение, дај ова како да го решиме, или ќе одат инспектори по ниви да гледаат црева, да се обележуваат со шифри, со броеви, со... Кој може да краде, Перо вели, нека стават електронски врати и камери. Имаме и едното и другото во зградата каде што живеев до пред 6 месеци, џабе. Џабе, тоа е пак, еве ќе ставиме цело време истото се случува. Не можеш да, како ќе го решиш проблемот? И ќе на секој 6 месеци ние ќе купуваме нова опрема. Да. Има тука многу предизвици, има тука многу работи на кои треба да се работи, треба да се смислат многу решенија, нема да биде лесно, најмалку ќе биде лесно, па и не треба да биде лесно сега, затоа се на власт за власта, но реакција е потребна. Она што не е потребно е хушкање, она што не е потребно се лажни вести, нешто што го гледаме. Драган, Весна, ако имате да порачате нешто за крај, ако не да го затворам. Едно прашање само имам за Весна, имам јас уште многу прашања, морам да признам Весна, но еве за крај сега гледав некаков коментар од истакната членка на Левица, не тука, него на Facebook, па ми текна нешто. Спомнавте дека тамо постои еден вид на, зборувам вашата поранешна партија, еден вид на отпор кон жените. Некој употреби термин женомарци дури, не дали вие го рековте тој или некој друг. Од друга страна, факт е дека во тој президиум има Јована Мојсовска, така? Значи, жена која што е на висока позиција, а факт е дека има паметна стасита жена со... И има уште една... Ја имам само убави зборови за Јована, ја познам, не спорно. И плюс, гледам одредено влијание од сопругата на лидерот. Ја мислам дека жена ја води Левица, вака, извинете, мислам дека Тамара е чисто ме интересира како не, Тамара збори никој не ја слуша. Она повеќе влијателна на социјалните медиуми, реално. Мори и по дома? Не знам за по дома. Нема да навлегувам. Нема да навлегувам. Не ги сакаат. Имаше проблем, пример, беа 9 души членови на президиум и кога почнавме да разговараме, дајте да видиме што критериум има, за да никогаш, значи од наша страна никогаш не беше кажано да има повеќе жени, само затоа што треба да има повеќе жени, нели? По принципот треба да има да видиме меритократија, да видиме по кој систем влегол Борислав Крмов. Значи Борислав Крмов уште нема факултет. Нема факултет и сега реално јас се наоѓам навредена кога некој го предничи пред мене. Мислам, може би, ајде да ги видиме, пак ќе кажам, тогаш моабетот беше дајте да видиме меритократија, нели, и во програмата на Левица мери систем, ако дојдеме ние на власт, се ќе биде по меритократија, и ајде да видиме да почнеме, нели, внатре, ако сакаш ако сакаш да следиш државата, дај прво домот, да си го средиме дома, дај да видиме кој е системот. Јас си го трошам ли времето тука или што правиме?
по која заслуга, по која сработена акција. И Меѓутоа, тука почна да се истакнува дека стварно ние жените се убивавме од работа. Јас стварно не зборам само за мене, туку со сите жени внатре што имавме работено, сите педантно, детално, секоја задача и без, а и утре, ај ќе видам што беше, например, па повеќе можеби се чувствува комфортно, посебно машките во президиумот, дека таа позиција им е нив удобна, загарантирана, дека никој не ги менува, не ги чепка. И немаше многу таква активност како што имаше од жените. А од жените, кога еве и од мене да дошла некоја задача што требало да се сработи, педантно, детално, во рок, на време, убаво си била завршена, се што требало да биде средено. И сега по таа некоја логика си викаш, стварно имаме квалитетни жени кои што можат да допринесат, посебно кога се работиме во општество каде што гледаме нели да го изедначиме балансот меѓу мажите и жените, посебно во политика, затоа што ете гледаме и денес и во собрание, па и во влада, во министерства, сепак сме помалку застапени, не сме помалку квалитетни. Навистина јас не верувам дека сме помалку квалитетни. Неспорно. Ама како и да е, кажете критериум, јас не велам по секоја цена затоа што сум жена треба таму да влезам или да припаѓам. И што е фер, добро? Не, кажете кој е критериумот, затоа што кога се ставаат на листа сега има нели ограничување, треба да има минимум секој трет да е од помалку застапениот пол, што тоа е нели најчесто женскиот пол, и само по таа мерка се ограничува, односно се влегува. И сега нифито им смета затоа што очигледно повеќето жени излегува, сега не знам како ќе ги пополнат и тие бројки, веројатно со непотизам преку сопруги, керки, ама го има, ја имате таа, значи мене што ми се имаат пожалено, затоа што јас нели бев и председателка на АФЖ, ми се имаат и пожалено како на хихи и хака ќе го кажат, абе жени се за кафе правење, не се за во политика и сега јас влегов затоа што јас од надвор кога ги гледав ги чувствував дека навистина се феминисти, борци за еднаквост на жените и мажите. И одеднаш за кафе правење. Да, доаѓам со такви, значи ајде можеби пред мене никогаш не го кажале тоа затоа што можеби јас не сум се довела во таква позиција да им дозволам да бидам, да речеме, подценета на тоа ниво, затоа што на мене ако ми кажеш, јас поинаку реагирам од тоа кој што некој кој што некој од жените кој што можеби не ете, можеби јас затоа што сум била и кандидат за градоначалник, председател на ФЖ, сум сметала дека сум у повисока позиција да можам некои работи на поинаков начин да ги контролирам од тоа што некоја обична членка би можела да се справи и нормално доаѓаат на тебе да ти се пожалат како некој кој што е хиерархиски над тоа. Кога ги истакнав овие па дури шовинистички, ајде да не навлегувам тука, имаше жени што ми се жалеа за шовинистички испади на сексистички испади на машки. Кога јас реков дека имаме проблеми, дека можеби треба да видиме да разговараме за кодекс, некој на однесување, што е коректно, што не е пристојно да и се каже на некој, затоа што вие сте машки па знаете нешто да дофрлите, ама кога се наоѓате во работна средина, знае тоа да предизвика посебно кај жени, па некои си со сопрузи, со деца, да ги навреди на начин кој што можеби и не сте го не си го ни мислел ти тоа да го кажеш така, ама едноставно не си го перцепирал дека така ќе звучи. Ако јас не ти го кажам, ама знаеш не е баш вкусно и затоа реков дај ќе направиме некој кодекс да ги запознаеме. Можеби мажите навистина немале намера било како да навредат, едноставно си го кажале на зезање. Ама дај ќе направиме еден кодекс, ќе важи за сите. И тука јас бев чекај, тоа се невладините секти тоа го прават, што бараме ние со такви. И така остана тие некои работи да висат и сега гледам дека јас откако излегов година и ајде да речеме година дена сум излезена, дека воопшто немаат ни сменето, немаат нов председател, немаат нова председателка, веројатно не можат ни да најдат. Да замени таа функција. И така. И така имаат уште пат им ќе им се случува. Мислите дека ќе им се случува пат? Извинете. Да. Јас тема кога имате следна тема за локални кога ќе дојде ред. Има многу проценти ќе се намали бројот на советници? Па на почеток имав до пред некоја време, мислев дека барем ќе се преполоват. Беа околу 50, 49, 50 изгубија многу сега. Значи сега се веќе 40, шутка воопшто не ги имаат. Во аеродром еден излезе, град Скопје воопшто тие од четворица, тројца се малта не излезени, не ги користат, значи луѓето. Карпош 20 излегоа,
Ѓорче излезе. Добро, но сега стават нови сегде нели на листи. Да. И колку ќе освојат на избори според вас? Прво мислев, викам дека ќе преполоват, ама сега мислам 20 ако имаат да се радуваат. Вака, таму каде што има генерално има скоро секаде, освен скопските, во другите општини низ Македонија има по еден советник, никаде нема двајца, мислам, надвор од Скопје. Таму каде што имаат по еден скоро секаде ќе немаат ни еден, затоа што еве генерално како иде не е еден аспект, да го земеме аспектот дека има ВМРО има пораст, дека знам ќе влезе. Претходно не беше знам, сега знам ќе има своји листи скоро секаде каде што ќе има и левица. Тие ќе им земат, СДС ќе имаат пат, ама ќе имаат пат за себе, од нив не верувам дека ќе влечат левица. Ќе има ниска излезност. Претходните локални имаше пониска од сега од парламентарните, ама ќе има уште поголема сега, затоа што реално се доведе до позицијата до каде што се стигна, тогаш имаше револт, затоа што беа СДС и сака да ги сменат. Сега ја има таа удобна позиција, да кажам, ВМРО ДПМН, каде што нема многу да има рвање дали ќе останат СДС или не. Луѓето се веќе исперцепирани дека ВМРО ДПМН долго ќе владеат и дека не верувам дека ќе има многу. Аеродром да земе, ако имал минатите 55, сега 45% излезност, веројатно 45-67 еве да има излезност, што ќе биде пак огромен пат на излезноста, што влие на тоа. Што не одговара на малите партии. Да, што не им одговара на малите партии, затоа што колку и да звучаме, еве сега може невкусно или ќе се навредат некои од ЈЦДС и од ВМРО ДПМН, тука излегува клиентелистичка. Не, тоа е точно. Така е сега, мислам, увредени, неувредени, тоа е реалност. Така стојат ствари. Така стојат стојарите, да работите, така стојат и тие треба да си ги имаат во предвид сите овие аспекти, не е само еден аспект. ВМРО дебакл направија, не знам, и сега да маршојат и да се шлепат на тоа дека на ВМРО ДПМН сега им се случила ова, на нив им се случило ова, е нивна вина и дека сега луѓето наеднаш ќе бидат разочарани и сите ќе идат на левица да гласаат, што воопшто не е така. Така да кратко ја да одговорам на твоето прашање, ако има 20 советници нека слават. Градоначалник воопшто, значи јас го слушав председателот тука нешто зборуваше, ќе има ли градоначалник негде? Не. Ти благодарам, Весна. Драган, завршувам оваа емисија гледајќи го сликата на Милорад Додик на зидот на плачот. Ау, да, се појави во Израел вчера, за малку ќе добијал и ракета. Избега во Израел, така? Во Израел не е избеган сега, отишол во Израел, меѓутоа таму имало некој напад на Хамас, ако не се лажам, баш кога поминувал тамо. Било интересно. Пошто нели сега Интерпол го барат? Да, од вчера имаат распишано патенти. А он е во Израел, така што најверојатно азил во Израел ќе има Милорад Додик. Вистинска е сликата? Да, вистинска. Го гледам на зидот на плачот, вака застанат со тоа капчето. Секоја чест. Мислам, се спаси и Додик. Се спаси и Додик. Ке видиме како ќе се развиваат работите. Поздрав секако. Почитувани слушатели, поздрав од мене ово утро. Мене и дремка ме фати. Не од емисијата беше многу интересна, но ме фати дремка од нешто друго. Ме фати дремка од тоа колку сум уморен изминатите денови од оваа трагедија и дека се повеќе мислам дека треба да почнеме ние како медиуми и вие како јавност и политичарите како политичари помалку да вртиме нов лист. Да не останеме заглавени, затоа што со секоја трагедија најстрашно е да не извлечеш поуки од неа и да останеш заглавен во неа. Голем дел од јавноста за жал до овој момент никакви поуки нема извлечено. Освен дека е гневна и разлигавена. Не. Поуката не е тоа. Поуката треба да не научи како овие жртви да не бидат залудни. Туку да бидат датум на кој ќе почнат вистинските реформи во Македонија. Останете со 98,1 FM. Се гледаме повторно утре.